Почитувани, добар ден. Бизнисот на деценијата кој што го направиле зајави во Струмица за изградба на Струмичката касарна алудира на злоупотреби и матни сделки. Сомнежот дека Сашко Брндевски, бизнис пајтешот на зајави во Сара Инженеринг, бил само параванот во целата постапка, односно лицето кој искеширало 700.000 евра за плац кој го купува на јавна набавка, организирана од градоначалникот Зоран, за потоа поголем дел од неа багателно да ја препродаде на фирмите на Вице и Трајче Заев за еден еднособен стан. Еве зошто е тоа така. Да се работело за вистински пазарни математики, тогаш сигурно ситуацијата би била поинаква. Зградата која се гради на местото кое Брндевски за џабе го отстапил е со вкупна нето изградена стамберна површина од околу 7.000 метри квадратни, која градат фирмите на кланот Заеви, и доколку е продавал по принципите кои важат во градежништвото, тогаш Брндевски, како собственик на земјиштето, би добил околу 25% од вкупната површина, односно околу 1700 метри квадратни стамбена површина. Неверојатно е како Брндевски, туку така, се откажа од над 1650 метри квадратни, кои ако се продадат по пазарна цена од 650 евра за метар квадратен, би донеле заработка од околу 1.100.000 евра. Значи, потенцирам, Брндевски се откажува од заработка од околу 1.100.000 евра и ја отстапува само за еден еднособен стан кој пазарно вреди околу 25.000 евра, давајќи го бизнисот на Вице Заев, кој претходно го добил од Зоран Заев. Заеви, односно компанијата на Вице и Трајче Заев, кој во тоа време е управител, имаат потенцијален приход од 4,5 милиони евра. Уште еднаш потенцирам, Сашко Брндевски под пазарни услови требало да добие 1.100.000 евра заработка, а всушност добил само еден еднособен стан, додека за целиот бизнис на Вице Заев, кој започнува со продажбата на земјиштето токму од Зоран Заев, ќе изнесува над 4,5 милиони евра. Значи, повторувам, приходи од над 4,5 милиони евра. Со овакви матни сделки Заеви добивале земјиште во Струмица во време кога Зоран Заев беше градоначалник. Многу е провидно, потценувачко и апсурдно. Во една ваква ситуација, единствено нешто што Зоран Заев изјавува пред целата македонска јавност е да се жали дека само 60% од бизнисот е реализиран. Ви благодарам.